Good evening. This is Peter Vrtkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. А сега да ја започнеме убавата програма со убава песна Лична Ангелина во исполнение на групата Маестрал по желба на Крсте Топевски. Ангелино се засакавме, од малечки ангелино се засакавме, пораснавме ангелино се разделивме, пораснавме ангелино се разделивме, за нашите ноги лична ангелино вино наточи, да се напијам, така голема заборава, за нашите ноги лична ангелино вино наточи, да се напијам, така голема да заборава. Ангелино, што си ветивме, дали знаеш, Ангелино, што си ветивме, дали знаеш, Ангелино, каде сгрешивме, дали знаеш, Ангелино, каде сгрешивме, за нашите ноќи лична Ангелино вино наточи, да се напијам, заборава, за нашите ноги лична Ангелино вино наточи, да се напијам, така голема да заборава.
Јас си станав ангелино, волем бе крија. Јас си станав ангелино, волем бе крија. Ти слугинка ангелино ме ја чика. Ти слугинка ангелино ме ја чика. За нашите ноќи лична ангелино вино наточи. Да се напијам, така голема да заборавам. За нашите ноќи лична ангелино вино наточи. Да се напијам, така голема да заборавам. Да ги проследиме и соопштенијата. Женското друштво од Нјукастел организира прошетка до Сиднеј на пазар со автобус и тоа во недела на 3 ноември. Автобусот ја поаѓа од предцрковната сала во 6:45 сатот сабајлето. Се оди прво во Миранда Фее, шопинг центарот, после во Росадора Импорт, во Когра, каде има секакви македонски производи, посебно за Божик. На автобусот ќе има кафе и чај сабајлето и после ручек. На враќање ќе има и богата лотарија. Цената за ова патување е $40 по лице. За повеќе информации јавете се кај Су Бошев на 0414 417-207, кај Ленче Нечовска на 0410 634310. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел организираат ручек во нашиот македонски културен центар и тоа во сабота на 2 ноември, со почеток во 10 сатот сабајлето. За овој ручек поканети се две друштва од Сиднеј, Методија Антоновченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Фејафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893, кај Коле Стојчевски на 0414 501 831, исто и кај Живко Мицевски на 0413 310 268. Како што знаете, почитувани слушатели, во нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или на Facebook видете околу сето тоа. Исто може да се јавите и кај Саше Стојчевски на 0408 490148, кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, свршувачки, крштевки, родендени. За тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Холтовски на 49 684649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота 16 и недела 17 ноември. Сега нешто од поважните вести од Македонија. Кристијан Мицковски вели: посакувам датум, не затоа што владата го заслужува тоа, затоа што тоа е важно за граѓаните и иднината. Очекуваме, се разбира, тоа што цело време го зборуваме да добиеме чиста дата за отпочување на преговори со Европската Унија. Иако ќе кажам, ова влада најмалку го заслужува, сепак граѓаните на Македонија тоа го заслужуваат и нашата држава тоа го заслужува. Се што е надвор од тоа да биде чист датум за отпочнување на преговори ќе биде неуспех за ова влада и голем неуспех и делегимитирање на политиките на Зоран Заев и коалицијата која што ја предводи Зоран Заев, изјави денеска претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој додаде дека ние гледаме, внимаваме како се однесуваме целиот овој период, не само сега овие неколку дена, туку започнувајќи можеби од председателските избори, па наваму, бидејќи свесни сме, бевме
дека некои политики нема да наидат на одобрување на јавноста, имајќи ги во предвид на погрешните политики кои ги води Зоран Заев и ова влада. Голем дел од јавноста очекуваше можеби и поагресивно однесување од страна на ВМРО-ДПМН. Јас сум свесен за сето тоа, но во тој момент државниот интерес и она кое што се вели европерспектива за сите граѓани во Република Македонија за нас беше врвен приоритет. И еве како што гледате денеска ден спроти последниот ден кога ќе се одлучува за тоа дали Македонија ќе добија чиста препорака, нема да добија воопшто препорака или некое меѓу решение. ВМРО-ДПМН е резервирано и апелира да се добие чист датум за отпочнување на преговорите со Европската Унија. И се што е, ќе повторам, надвор од чистиот датум, ќе представува целосно делегитимирање на овие камикази арамски политики на Зоран Заев и очекуваме во најскоро време формирање на техничка влада и одржување на предвремени парламентарни избори, потенцираше Христијан Мицковски. ВМРО-ДПМН денеска во рамки на својата теренска посета и средби со граѓаните под мотото Обнова на Македонија ги отвори вратите во своите општински комитети ширум земјава за да ги запознае граѓаните со нивните идни планови на партијава. Граѓаните и членовите на партијата денеска во општинските комитети во Кратово, Демихисар, Крушево, Тетово, Радовиш и многу други градови низ земјава се запознаваа со идните планови на партијата, но тие има можно да се пожалат за се што ова влада го вети, а не го исполни во нивните населени места. Според фотографиите масовно беше во сите општински комитети. Почитувани слушатели, одиме со вашите желби честитки. Со песната «Јас сум чисто македонче», културно-уметничкото друштво Стив Наумов овде од Њукастел, заедно со кореографот Добре Колевски на играорецот Кристијан Веловски, му го честитат родениот ден, здравје, среќа да го прати во неговиот млад живот, голем успех во школото и фолклорот. Да ја слушниме убавата песна.
si zaminula, kade odi tam ne vodi se potrošova. Skoro sme vo drugo vreme, brak na vrata je. Mojte drugari se srekni se oženile. Desna raka davaš, jaske da dam se, zemi prsten da se zaeke se zemi me. So tebe jaske ja delam sudbinata, srekna zvezda da ne vodi moj dninata. Majka, tatko moj tvoji ke se radovat, koga vnuči njavo kukja bobke daju. Srce to mi plače, koga gledam slika. Ognjište i pragot, voson od me vika.
srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika, srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Jazda slavam, so pesni ora, so društvo to pijan, da dočekam zora. Dojdo jazda slavam, so pesni ora, so društvo to pijan, da dočekam zora. Srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Ognjište i pragot, voson od me vika.
Почитувај слушатели, да ги проследим уште еднаш неколку од соопштенијата. Женското друштво од Нјукастел организира прошетка до Сиднеј на пазар со автобус, и тоа во недела на 3 ноември. Автобусот ќе поаѓа од предцрковната сала во 6:45 сабајлето. Се оди прво во Миранда Фее, шопинг центарот, после во Розадора Импорт, во Когра, каде има секакви македонски производи, посебно за Божик. На автобусот ќе има кафе и чај, сабајле и после ручек на враќање. Ќе има богата лотарија. Цената за ова патување е $40 по лице. За повеќе информации јавете се кај Су Бошев на 0414 417207 и кај Ленче Нечовска на 0410 634310. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 4649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела 17 ноември. Продолжуваме со понови вести од Македонија. Ѓоргиевски вели: за жал во Македонија изминативе 3 години владее беда и хаос, а ние сме спремни да подадеме рака на сите граѓани. Денеска се наоѓаме во општина Прилеп во рамки на нашата активност од страна на ВМРО-ДПМН за одбрана на Македонија, каде што практично може да забележите дека наидовме на огромен интерес на прилепчани, не само на членови на ВМРО-ДПМН, туку имаме и неопределени граѓани. Тука има и граѓани кои во минатото поддржувале други политички опции и на истата оваа активност истите директно до нас интерактивно делуваат со тоа што ги предложуваат своите идеи. Подоцна ние ги разгледуваме истите и секако заеднички ќе креираме новата програма со која што ВМРО-ДПМН ќе настапи на следните предвремени парламентарни избори. Ова денеска во изјава за медиумите го истакна Орце Ѓоргиевски од ВМРО-ДПМН. Тоа ќе значи програма која што ќе ја спроведува подоцна и новата влада проведена од ВМРО-ДПМН. Како што можеме да забележиме, народот во Република Македонија целосно застанува со поддршката околу ВМРО-ДПМН. Народот во Република Македонија и сите граѓани во Република Македонија го препознаа својот вистински партнер, затоа сме ние повеќе од сигурни дека наредната влада на Република Македонија ќе биде предводена од ВМРО-ДПМН и наш нареден премиер ќе биде секако почитуваниот господин Христијан Мицковски. За жал, во Република Македонија изминативе 3 години владее беда и хаос, владее едно коруптивно здружение, кое што сведоци сме на дневна основна, имаат минимум по еден коруптивен скандал, сведоци сме како се изнесуваат торби со пари, се врши рекет, се врши уцена, измама и тоа од највисоко ниво до најниско. Прилеп, како една од општините во која што во минатото имаше проекти, во минатото имаше инвестиции, сега можеме да забележиме дека буквално изминатиот период нема никаква работа, односно активност. Сега можеме да забележиме дека буквално изминатиот период нема никаква работа или активност во овој град, во ова општина, потенцира Ѓоргиевски. Тој додава дека Прилеп како водич во овој регион во минатото, за жал, во денешно време се претвори во една руинирана општина, општина за која што знаеме и самите и од исказите на граѓаните и од сведочењата на многумина овде. Единствено властите овде по премиерот на централната власт се си заминуваат со корупција и со криминал. Ние сме спремни да подадеме рака и да останеме дел од граѓаните. Ги повикуваме сите да ни се приклучат во креирање на нашата програма. Спремни сме како никогаш досега Република Македонија ја да извадиме на прв пат и на прав пат заедно со нашиот најголем партнер, народот позади нас, и реално да го вратиме и угледот на земјата, но и доинственото на сите македонци од една страна, но и од друга страна да понудиме сериозни реформи и да понудиме сериозен напредок за нашата држава, рече Ѓоргиевски. Доколку нема датум за почеток на преговори во Европската унија, треба премиерот Заев и министерот Димитров во петок навечер до собранието да поднесат оставки, рече вечерва Антонио Милошевски, председател на Комисијата за надворешна политика во собранието во емисијата Топ тема на Телма.
Милошевски изјави дека посетата на премиерот Зоран Заев во Брисел е закаснета и дека според него таа посета требало да се случи пред 1 или 2 месеца. А македонската дипломатија да алармира дека Париз е вклучната точка во која треба да се вложи дополнителен напор за Македонија. Тој рече Макрон не изгледа на лабилен политичар како Заев за да ги менува ставовите и дека цената која ја плати Македонија е превисока, а добивката е неизвестна. По однос на лажните вести нема поголема лажна вест од авион да се сликате со лајкови Заев, Димитров, Османи и Кочо Ангушев 2018 и да кажете историска одлука на Европската Унија. Добивме безусловен датум. Таквото однесување, таквите лажни вести создаваат аномозитет и во Брисел и во Париз. Лажењето на Заев дека сме добиле датум лани, а сега оди и вели не гасете ги звездите, сакам да го добиеме датумот сега, а најголемата лажна вест во историјата на Република Македонија, тоа е, вели Милошевски. Антонио Милошевски смета дека луѓето кои што ги повикуваат граѓаните да гласат за смена на уставот, им ја ветува Европа и таа не се случи. Треба да им дадат шанса на истите граѓани на предвремените избори да одлучат на кого ќе ја дадат довербата. Доколку нема датум, Антонио Милошевски рече дека и на стопански, и на политички, и на коалиционен план власта на СДСМ се ќе изгуби легитимитет. Игор Божиновски од ВМРО ДПМН денеска беше на средба со граѓаните на Куманово во рамки на обнова на Македонија. Оттаму тој порача дека СДСМ 3 децени го држи Куманово во заложништво со својата неспособност и негрижа за граѓаните. СДСМ 3 децени го држи Куманово во заложништво со својата неспособност и негрижа за граѓаните. Максим Димитриевски е предложена рака на Заев и соучесник во носењето штетни и погубни одлуки. На половина од мандатот кумановчани се разочара и излажени од градоначалникот Димитриевски, кој покажа дека не знае да менаџира со градот. Неговите институции се неспособни да ги решат реалните проблеми на граѓаните. Ветувањата не добија реализација. Време граѓаните да го возвратат ударот. Заедно да ја започнеме обновата на Македонија и на Куманово. Да проследиме нешто и за здравието. Зошто се задржува вода во организмот? Водата му е потребна на телото за нормално да функционира, но понекогаш во организмот се задржуваат премногу течности, што физички се манифестира со отекување. Задржувањето на вода најчесто е последица на една од овие причинители. Прво, исхрана. Исхраната што подразбира внесување големи количини сол и прехранбена храна, доведува до покачување на килограмите, но и задржување на вишок течности. Поради тоа би требало да го ограничите консумирањето сол и да пробате да експериментирате со зачини кои на храната ќе ја дадат подобар вкус, иако ќе биде помалку солена. Второ, хормони. Во текот на менопауза и пред менопауза многу жени страдаат од задржување на вишок вода во организмот и отекување се јавува како последица. Хормоните естроген и прогестерон имаат важна улога во тоа, па задржувањето течности може да биде предизвикано поради високо ниво на естроген или ниско ниво на прогестерон во крвта. Ако ви се задржува вода, почнете да се храните поздраво, но направете и алерго тестови и проверете го нивото на хормони во крвта. Трето, начин на живот. Ако поголемиот дел од времето го поминувате во седење или стоење, ткивата може да почнат да задржуваат вода, така што треба да направите се што можете за да ја подобрите циркулацијата. Ако не сте физички активни за почеток, почнете да пешачите повеќе. Лифтот заменете го со скали, а потоа постепено почнете и поактивно да вежбате. Четврто, проблеми со срцето. Кардиоваскуларните нарушувања често може да биде причина за задржување вишок вода и отекување во абдоменот и нозете.
Ако забележите дека сте отечени воочливо, повеќе од вообичаено, бидејќи на сите понекогаш им се случува да се разбудат надуени, не би било лошо да појдете на доктор за да го проверите здравието на срцето и крвните садови. Петто, лекови. Одредени лекови како што се на пример антидепресивите, бета-блокаторите, медикокамените за регулирање крвен притисок, оние што се користат во хемотерапијата, како и нестероидните, антиинфламаторите лекови може да предизвикаат задржување течности во организмот. Ако неодамна почнавте да земете некој од овие лекови, а забележувате дека сте отечени, консултирајте се со докторот. Можеби ќе треба да ја смените терапијата. Што можете да направите? Магнезиум. Ако ви се задржува водата, може да почнете со зголемено консумирање магнезиум, бидејќи овој минерал поттикнува ослободувањето на вишокот течности. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7